Ајде, добро утро. Сато е 8. Еве да ви покажам собата. Не е нешто посебно. Еве ја мапата. Тргнавме одавде од Гулиген и извозивме се до овде кака Г-Рейнџер. Планов за денеска е да одиме одавде, да го извозиме Atlantic Road и да стасаме до Тронхајм. Надвор времево не е баш нешто најсјајно. Е него мотора. Сега се спремаме да тргаме. Надвор не врни, меѓутоа е некои си 10 степени. Така да треба топло да се облечам. Се гледаме на мотор. Наполнивме гориво. Сега можеме официјално да почнеме да возиме. Моментално се најдувам во Хелисвеген. Тука и престојував претходната вечер. Не беше нешто посебно мотелчето, меѓутоа за парите имаше плюси доручек, така да одлично. Денеска возиме покрај Г-Рейнџер фјордо. Тоа е еден од најголемите фјордои во светот и воедно е заштитен од УНЕСКО. После плано е да се движиме накај Atlantic Road. Тоа е едно од најпознатите места во Норвешка. Ќе го видиме кога ќе стасаме таму. И за крај за денеска е да стасаме до Тронхајм. Тронхајм е познат како главен град на викинзите. Таму имам веќе букирано хостел. Денеска би требало да извозиме некои си 350-400 километри. Така ми беше планирано овој ден, заради тоа што вчера стварно ја претерав. Па да имам време да одморам, пошто како што одиме на север, се потешко и потешко ќе биде возењето. Иначе температурата е 13 степени, што е одлично за возење. Сонце немаме и денеска, меѓутоа битно е само да не врни. Исто така имаме и мислам 2 или 3 мали ферина што треба да ги смениме денеска. Стасавме пред првото фери. Вика
9:15. Шо имаме пауза од некој си 25 минути, моментално е 8:50. Овдека идиме на првото разочарување од ова авантура, за жал. Односно, две разочарувања. Со бајле на доручек во хотелот се сретнав со германски бајкери. Па тие ми кажаја дека уствари Trolls Road или Trollstegen или пато на тролоите е затворен. Односно затворен заради одрони на пато. И че остани затворен дефинитивно за годинава. Дури не го среда тој проблем. Дури ми покажаја екстремна снимка од скршени шофрешавни која нема да ја коментирам. Ете, баш ми е криво за Trollstegen. Ми беше во топ 3 места што сакав да ги видам на ова авантура. Меѓуто тоа е тоа. Втората работа е, одавде сакав да одам исто и на G-Ranger Skyview, од кај што се гледа целиот фјорд. Иначе фјордот G-Ranger е заштитено место од УНЕСКО. Меѓуто, за жал, ги отворив камерите на нивната веб страна пред да тргам и имаше екстремно магла, воопшто ништо не се ни гледаше. А да платам 26 евра за да видам магла некако нема смисла. Што е тоа? Денеска ќе биде помал ден од тоа што планирав. Сега се движиме на кај Atlantic Road. Па ќе ми остани после поиќе време за да прошетам низ Тронхајм. Многу интересен е овој знаков М. Многу е сличен на знакот за паркинг. Па некој може да си помисли дека е за паркирање. Меѓуто, еден норвешки бајкер го прашав и ми кажа дека уствари видете колку е тесен патов. И тие тука како паркинзи се направени уствари за две возила нормално поголеми да се размина. И многу често ги има на овие патчина.
Овдека му кажуваме чао на Герейнджер Фройдо. Навистина чудо на природата. Ja rekel, policija nekojo je. Вау. И то в кривина е. Найс. Еве сме пред фери број 5. Ајде да видиме како и дали ќе имаме среќа да го фатиме, ама по колку многу коли ида. Веројатно ќе имаме среќа. Да. За 6 минути. Клиент! Маре, дури невозможно е ова колку имам среќа со овие феринава. Буквално еднаш немам чекан. Веќе ништо не платив за ова фери, никој не дојде.
така да не знам што се случи. Сега одиме на кај Atlantic Road. Имаме уште некои 50 на километри. Ова е Atlantic Road. Во Норвешка се смета за национално богатство. Многу познато и популарно туристичко место. Патот се протега 9 километри и има неколку големи мостови. Исто така е поприлично популарно место за снимање автомобилски реклами. Пейзажите се поприлично интересни. Кај нас ова не можеш да го видиш.
е Кристијансанд, голем приморски град. Познат е по крузоите што иде овдека. Реков еден брз тур низ градот. Чисто панорамски да го видиме, але и пак типичен норвешки град. Многу ми се интересни тунеливе. Гледајте сега, од бело светло одиме на жолто светло пред излезо и светлото станува се појако и појако и појако за полека да ти ги навикни очите кога ќе излезиш надвор на фул сончева светлина. Вака се скоро 80% од тунелите овдека. Видиш тие инженери што го правеле тунело, на се мислеле. Го знам место. Точно сега стасувам пред петтото фери, второ за денеска. Не знам. Пишано ми е да немам чекања по овие феринал. For me to pay. Yeah, thank you.
Што значи 3,4 литри на 100 километри. Не официјално влеговме во Артички округ. Yes. Also. Yes, tomorrow. Yeah, we are also from Bordeaux, or? Yeah, We from do Bordeaux. carry. Yeah, that's Yeah, correct. it's the same. Then I go to Tromsø, Mm-hmm. and from Tromsø